Со своите музички креации започнал од 12 години. Рапува од срце, раскажува, пцуе без цензура, гласно, критикува без страв. 2024 година одбележува 15 години од објавувањето на првиот албум Слаткаристика Будало. Ако го најавам како Марко Маринковиќ, многу малку ќе им текне на гледачите кој е тој. Добре ден за Слаткар. Бољеве, најдошло ја гледаш, пробав да те удостојам на секој можен начин, вака ќе си ја направам. Ако ретко облакам кошулја, ама која имам фина паричина као оваа, увек сум спремен да се упистеам. Слаткар, зошто од револуција сега најавуваш период на еволуција? Чија? Твоја музичка, сценска или очекуваш обштествена револуција? Секаква. Пошто јас не сум истиот човек од пред 15 години. Ја имам еволуирано скроз различен артист прво. Мислам, артистично сум различен. Знаеш, нашата музика е таква да ти увек треба да го пееш тоа што го живееш, ама да си искрен, да не си лажго, знаеш. Иако ново време дава простор да лажат на секој четкор, али ја гледам да се држам до оние стари традиционални црнечки вредности, знаеш. Кога сум почнувал, буткално сум почнал од нула, сум бил на улица, сум седел на клупи. Сега више не го правам тоа. Може би за некого уште е атрактивно да го пеам тоа што сум го пеел пред 15 години, ама сега животот ми е сосема друг. Јас сум друг, самата држава ни е друга, светот е различно место, така да углавно имаме еволуирано сите. Оваа година, при крајот на оваа година, извади две хит песни. Едната заедно со Next Time, другата со Тони Зен. Океани за краток период доживеа или стана хит меѓу младите. Океани е песна посветена на сите оние кои се иселиле од државата. Да, на сите оние кои што се иселиле и одглавно патат за да се вратат. А и песна е за сите оние што останале, али некој им отишол надвор. Знаеш, ние, иако ја правев песната, мислев на луѓето што се излезени надвор, ама не очекував да има толку голем импакт дома. А дома има многу поголем импакт дека ипак, знаеш, Перо излегол, ама мајка му на Перо е останата дома, брат му на Перо е останат овде. И исто го боли песната кој што го боли Перо, условно кажам. Не може со пари да се пополни врат, таа празнина у душе не подкуплива. Тамо каде што не гушат има и стуку ги пак. Само една ти е дом, само една ге те приме, ге те прегрне безусловно. Правам пари, али ти ми фалиш стари. Ми фалат твоите не се кучи коментари. Ко паднеш, дојди дома каде и да стигнеш, тамо нема кој да те погледне, небо да те дигне. Ние живееме во таков хаос, ова е цитат твој, што ти доаѓа секој ден да си кажеш, да си одам одовде. Ова не е нормално. Стварно не е нормално. Што не е нормално? Некад, па не знам дали ти се десило некад куцаш time.mk и не знаеш дали сањаш, дали стварно читаш. Одглавно е толку е обратно све. Не знам, еве ти од најпрост пример, да не навлагам у сфера што не ја знам. Ама ова го знам, пошто имам очи и го гледам. Не знам дали сте у најголемиот хаосни центар, не знам дали си приметил дека најспората лента вози најбрзо, а најбрзата вози најспоро. Мислам, и тоа ја баш го осетив, го приметив пред Сок банки, тука пред Народна банка, значи кај што движат парите, тоа не знам да е. Абсурдно е, ама стварно е така, све е обратно. Колку не сме направиле чекор напред, иако на старт зборевме за еволуирање,
колку не сме направиле чекор напред у ништо и како све тапка у место и како добива мислам, нормално станува она што не е нормално. Па, знаеш како, за порано видкавме, мислам, тоа е страшно, сега викаме, па се снашол, знаеш. И од тоа се снашол, овие што го заслужуваат тоа што некој друг го снашол, се викаат, ја не можам овде, ова е нефер, мислам, тотално е нефер све, тотално е, не знам, мислам, кај ме фрли темава, ќе почнам да се жестам, се нервирам многу, а не сум многу стручен, али не ти треба да си стручен за да сватиш дека нешто не е уред. Слаткар, дали живееме по принципот купи ден, продај? Купи саат. Не е ни ден, значи визијата не ни е ни за ден. Анализирајќи ги, речи си, сите твои песни, доаѓам до еден заклучок, а тоа е дека за секоја песна стои идеја, мотив и повод и причина зошто се тие напишани. Например, Насмевка е песна посветена на твојот мош, 4-годишниот, Мене ми е 4-годишното твое детенце. Потоа Ман, посветена песна за ново компонирани бизнисмени. Полетај, песна посветена на твојата лоша финансиска состојба, но и за твојот покоен татко. Он е човек што, мислам, он е домско дете што немал ништо и замисли, он излегол на 18 години, тоест пред да излезе на 18 години, на 14 запишал медицина. Ја уште не сум чул некој домско дете да запише медицина. Позатоа завршил факултет медицина, а бил онака печен да заврши у затвор. Мислам, животот го има натерано. Така да, мислам, ја увек сум знаел дека ако имам идоли, он е мојот единствен идол, али од која го изгубив некако, знаеш, ми фали да не знам, да му го кажам тоа. Сигурно не гледа се, дека знам сине, дека сум те идол, ама од која го изгубив некако, го добив малиот, па него ми се в тоа и сега која ми порасна малиот, се викам, знаеш, и сега пак го враќам, пак ја враќам таа негова прича, у новата песна. Океани исто пеам за него, али углавно не би пеел ако немам за што да пеам. Неодамна се врати од Австралија, настапуваше пред неколку години во Бугарија, дури партиципираше во снимање на филм. Да, правев музика. Во Бугарија. Колку македонската музичка естрада, култура е афирмирана надвор од границите на државата? Па, проблем е што не е афирмирана ни дома, а не камоли негде. Знаеш, ние дома си го нема, знаеш, нашиот терен не е наш терен. Мислам, има едно копче на YouTube, се вика трендинг и можеш да видиш ти кои песни ти се најпознати у цела држава, кои песни се најслушани. Обично до пред некое време, до пред 2-3 месеци, тоест до пред месец дена, беше од првите 10 места немаше ни една наша песна. Знаеш, нашите песни се тамо заглавени негде на 20 место. Мислам, делува ко да ти не живееш овде, ко да оваа држава да е некоја туѓа, ко да нема наши луѓе што сакаат да слушаат музика на наш јазик. Кај што добар дел од самата кривица ја носиме и ние, што не сме биле активни. Мислам, јас сум лично активен, ама не можам ја да се тргнам се од целата багра и да кажам, јас сум активен, другиве не се. Туку јас се ставам као дел од таа неактивност и верувам дека тој момент се враќа прво дома. Ние треба да сме добри дома, треба да си ги земеме првите 10 места, да се наши,
Posle тоа имаш ти простор и за српски, и за албански песни, и за секакви, за енглески. Али прво треба да сме битни ние дома за да станеме битни било каде. Како го објаснуваш феноменот? Се удираме во гради, името не го даваме, македонскиот идентитет да не го изгубиме, а при тоа се палат, особено младава генерација на Цеца, Наца Лукас. Неца и Еца. Тоа е, види, ја немам проблем ако се палат Аца, пример, за мене е добра фаца. Он е родкер, онако, знаеш, немам буквално ништо против тоа. Ама не може тоа да се микса со ова друго. Децата се, види, децата се, не знам, ја имам малечко дете, оне, знаеш, кога ќе му земеш играчка и он ја сака, ја фрла одма. Мислам, тоа е најнеблагодарна публика, он денеска може да е тоа, утре може да слуша метал, задутре овака, така да не мислам дека децата се многу криви околу таа ствар. Туку, знаеш, државата го создава таквиот амбиент? Не. Фокусот, може би, не знам, не можам ја да кривам било кој друг, само ми е криво кога гледам дека фокусот ни е на тотално погрешно место. Значи, самата суштина ни бега пред очи, ние сме фокусирани на некој детал што е тотално небитен, знаеш. Кој што кажа, ја верувам дека треба, ја сум да се маваме во гради, ама самата музика, самиот филм наш, самиот театар, опера, све што е наше, треба да е дел од тие ударци у нашите гради. Не можеш тоа да го оставиш на страна и да кажеш дека тоа не е битно, кога тебе у твојата држава не се слуша наша музика, а од друга страна да се бориме за нешто што се дешавало пред 300 години. Ова што се дешава сега е тотално не е битно. Ја мислам дека ова што се дешава сега е битно. Во Австралија најчеста дестинација за нашите фолк звезди. Да. Како залута ти во Ова беше Австралија? малце поинаква, да. Ова беше малце поинаква приказна, плюс имаше овде задните 2-3 години пробаа да направат некои македонски турнеи со модерна музика, ама не успеа. Не се шипна, па ги откажа, знаеш. И мене кога ми се јавија за турнеја, кога ми се јави човекот што ме води, човекот што ми е агент, ја бев скептик од старт. Викаме, чекај, малце откажа, знаеш, овако да не би биде лошо, знаеш, ипак не сакаш да се впуштиш у нешто кај што не си сигурен дека можеш да бидеш победник, знаеш. Ја не сум така, мислам, не можам да влезам у ринг и да се борам со некој што може да ме згази. Следите интервју, гостува во емисијата Марко Маринковиќ, Слаткар. Дали животот ти е песна? Па, дали ми е песна? Животот ми е песни, многу песни. А дали ми е песна од типот на дали ми е лесен као песна? Некад ми е онака, уопште не ми е песна, а морам да пеам и да се смеам. Така да се трудам да си го направам, се трудам да си го искомпонирам животот, знаеш. Не знам дали е песна, ама мислам дека секој нов ден е можно за нова песна. Во едно интервју, малку ќе чепнеме во твојот приватен живот, велиш, со Сања 9 години правевме дете, Моша се роди откако престанав да пијам. Синот Моша денес има 4,5 години. Дали е тој твојот идол или ти си негов? Би требало ја да сум негов. Би требало он да го открие тоа за некое време.
па наредни 7 години да сум му идол, па кога ќе напуни 13-14, знаеш, не мисла дека се више, ние мушките мислиме дека сме више мажи, и као не е битно ни што ќе ми каже ни тато, ни мама. И верувам дека ќе имам сличен однос од него кој што татко ми имал со мене. Знам дека го чекавме многу, дори некад ни е страв со Сања да не е многу размазан, дека многу му се тресеме. Падна, леле, знаеш. Едноставно, ја сум растен со помал брат и постар брат. Значи, ја кога ќе сум паднал, не ни знаеле дека сум паднал. Едноставно сум станувал и сум идел дале, без некој да ми се тресе. Како успеа Слаткар да изгради така успешна музичка кариера во ситуација кога на 2,5 години ти се случува да почнеш да дъткаш? Петалчењето се појавува откако те оставиле неколку денови во болница сам. Да. Тоа е тоа време 88-9, уште бивша држава. Знаеш, таа држава сакала да прави некои јаки спартански деца, вајде, не знам што било. Мислам, целата прича околу тоа да мали деца, мали бебења малте не лежат сами. Али ја од кога сум излегол 88-9 сум почнал да дъткам многу и веројатно, знаеш, кој што вика, тој што е глув, најубаво гледа, тој што е слеп, слуша све. Веројатно ја не сум можел да зборам течно, но во тоа бегство сум пронашол листи и мастило и сум почнал да пишувам. Ја пишувам песни од мои 6 години. Значи, ја сум научил да пишувам уште пред да тргнам у школа. Значи, ми текнува првата песна ми беше за мама, за тато, за бато, за... Знаеш, едноставно и од мал сум почнал да римувам. После известно време ја наоѓам тој рап, тој хип-хоп како излез од таа моја младешка, тинејџерска, луда ситуација, кај што можам да најдам мир и со тек на време дознавам дека мојот проблем е губење на ритамот на говорот, знаеш. И ја го наоѓам овој ритам. И уствари ја више не можам да се тргнам од тоа, пошто ако се тргнам ја више нема да сум жив, условно кажано, нема да суштествувам. Знаеш, така да ова ја не го правам да сум познат, да имам кариера, туку го правам за да земам здив. Магистрираше, а си на пат и да докторираш. Да, докторирам, да. Дали е тоа знак дека доаѓа времето на промена на професијата во бизнисмен? Не. Ја мислам дека... Иако за волја на вистината имаш една нитка на бизнис логика, имајќи во предвид дека заедно со Сања имате PR агенции, маркетинг агенции. Да, и ентертеймент. И она си го тера тоа со маркетинг, јас си терам со пејачи, концерти, бла, бла, бла. Која е твојата бизнис логика? Главно, не верувам дека ќе сменам работно место никад, ради тоа што ти кажав на старт, ова мене не ми е ни бизнис, ова ми е начин да останам жив. Иако гледам меѓу тоа барање на живот, кај што моето присуство вреди пари, гледам да го наплатам тоа и здраво. Се пропознаваш меѓу новокомпонираните млади бизнисмени? Па, да, само не меѓу оние што пушат пори, знаеш, тамо не се гледам. Иначе мислам се шалам. Иначе,
Мислам, јас сум генерација 86-та. Углавно сите тие момци, луѓе, мужи, жени, сум растени, сум растен у исти град, сме и учеле у исти школи, исти факултети и слично. Ја знам дека, ја порано не сакав така знаеш, кога ќе ме представи некако бизнисмен, некако ми делуваше, знаеш, пошто кога бев сиромав, ги мрзев тие што имаат пари. И си викам, чекам се сега, ја зарем станав нешто што го мрзам. Знаеш, устави тоа се лични детски комплекси што не ти дава да тргнеш према некоја насока која ти е судена, знаеш. Благодарам, ми беше задоволство за разговорот. Фала ти, фала ти. Тоа беше се за ово издание на ТВ магазинот Трилинг. Довидување, се гледаме за 7 дена во исто време. Петок, 20 часот и 45 минути во меѓувреме, читајте на trilling.mk. А во исто време може да го следите изданието на Трилинг и на регионалните телевизии ширум Македонија. Довидување.